39 нови регистрирани случаи на заболени од СИДА во Македонија во 2014 година. Регистрирани се и 3 случаи со смртни исходи. Веќе 26-та година поред, на 1 декември се одбележува Светскиот ден за борба против ХИВ-СИДА од Центарот за развој и напредување на јавниот живот од Тетово, со активности како дел од меѓународната кампања. Во соработка со Центарот за јавно здравје, поделија информативен материјал и кондоми. Бројката на ново заболени од ХИВ-СИДА во Македонија е загрижувачка, велат од Центарот за јавно здравје Тетово. Од нив 16 лица се заболени, 23 лица ХИВ позитивни. Во 2014 исто регистрирани се и 3 смртни исходи од СИДА. Од новоинфицираните, тоест од новозаболените, 37 лица се од машки пол, а 2 се од женски пол. Годинава има едно ново регистрирано ХИВ инфицирано лице од град Тетово. Спрема начинот на трансмисија кој што го дадо анкетираните лица за 2014 од овие 39, 10 лица се изјаснија дека заболувањето го добиле по хетеросексуален начин на пренесување, кај 25 лица е преку сексуален контакт маж со маж, едно лице дало податок дека е интравенски корисник на дрога и кај 3 лица, значи не може да се утврди начинот на трансмисија на ова смртоносно заболување. Годинава во Центарот за развој и напредување на јавниот живот до 1 декември регистрирани се 304 корисници на нивните услуги. Со голема намера е поставен штандот на ова место, затоа што Центарот за јавно здравје представува една од можностите каде што граѓаните можат бесплатно да се тестираат за ХИВ и СИДА. Другата опција ја нудиме ние како Сдружение на граѓани, каде што исто така граѓаните бесплатно, доверливо можат да направат тестирање за ХИВ, СИДА или хепатит. Се работи со брзи тестови кои за 15 до 20 минути даваат резултатот и по добивање на резултатите знаеме каква постапка треба да преземеме спрема корисниците. Од 1 јануари оваа година е започнала и програмата за сексуалните работнички и до сега имаме регистрирани 38 кориснички на тие исти наши услуги. Според податоците во програмата на Обединетите нации и Светската здравствена организација за ХИВ вирусот и СИДАТа, од појавата на оваа болест заклучно со 2008 година, во светот вкупно биле заразени околу 60 милиони луѓе. Од 1987 година, кога е регистриран првиот случај на заболен од ХИВ-СИДА во Македонија, до 2014 година вкупната бројка на заболени е 236, од кои 75 се починати.